Ке ставили полицијата крај на антисемитските напади и говорот на омраза кои луѓе блиски до СДСМ ги упатуваат кон техничката министерка за труд и социјала Рашела Мизрахи. Капката која ја прелеа чашата е Бранко Тричковски, колумнист во весникот Слободен печат, кој вчера, по кој знае кој пат, ја згрози јавноста со статус на Фејсбук во кој напиша: Слушам дека Мизрахи пак јадела хумус од мртви евреи. Санкциите за говор на омраза на социјалните мрежи важеа за сите, ама очигледно не и за поранешниот новинар, поддржувач на политиките на владата на Заев, но по вчерашниот статус, со кој Тричковски очигледно ја мина границата, полицијата денеска реагираше. По добивање на потребните податоци ќе бидат преземени соодветните мерки и активности со цел утврдување на сторителот на кривичното дело, ширење расистички и ксенофобичен материјал преку компјутерски систем и кривичното дело предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа, предвидени во кривичниот закон. Тричковски со години веќе е познат на јавноста по своите статуси со кои шири говор на омраза и се заканува. Пред една година тој преку својот Facebook профил повика на убиство на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. И тоа не беше доволно за МВР тогаш да реагира, ама затоа обвиненија досега има за 3 лица кои преку социјалните мрежи му се заканувале на поранешниот премиер Зоран Заев. Тричковски за тогашниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски не беше случај, но сега со техничкиот министер МВР реагираше и по вчерашните закани известувањето го достави до јавното обвинителство. Од ВМРО ДПМН обвинија за дваквиот говор на омраза, ксенофобија и ширење на антисемитизам стојат СДСМ и Зоран Заев. СДСМ води политика на поделби и политика на недемократски вредности. Токму затоа Економист ја прогласи Република Македонија за хибриден, што е на чекор до авторитарен режим. Власта, како своји меленичиња, ги третира сите оние кои сеат омраза врз политичките противници и тие луѓе се заштитени бели мечки, било тоа да е Тричковски или некој друг. Од СДСМ пак денеска без да го споменат конкретниот случај, само кратко информираа дека најостро ги осудуваат сите облици на говор на омраза, антисемитизам и какво и да било друго директно или индиректно омаловажување или дискриминирање на поединци или групи. Жртва на колумнистот Тричковски не се само Мицкоски и Мизрахи. Тој на Фејсбук пишуваше дека поранешниот председател Ѓорѓе Иванов ќе го набиваат на јарбол пред владата, а откако Владимир Милчин отворен упати критика кон Заев и неговото работење, Тричковски со говор на омраза, што поттикнува и насилство, напиша: кога ја сечев јапонската цреша во дворот на Моника Белучи, имав чувство како да му ја сечам главата на Владе Милчин. Имаат слична крошна, тврди се и бесплодни. Органите тогаш премолчеа и не преземаа ништо.